Добро вечер, централен дневник на регионалната К1. Еве што ќе гледате во него. Социјалната помош од денеска зголемена за 5%. Преку проектот Купи куќа за млади досега одобрени се 18 апликации, а се разгледуваат уште 80. Општина Велес одбележа 65 години од смртта на народниот учител Панко Брашнаров. Според најавата на метеоалармот од УХМР, Министерството за здравство информира дека денеска територијата на целата држава ќе биде зафатена со температури од жолтата алертна фаза. Македонија денеска е под жолта алертна фаза, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Министерството за здравство, како и лекарите, постојано укажуваат на важноста од почитување на препораките со цел заштита од топлото време. Случајно анкетираните граѓани од Велес велат дека ги почитуваат овие препораки. Сметаат дека така полесно би можеле да ги поднесат жештините, а воедно и да бидат заштитени. Па носиме по свежа облека, по добра гардероба, да не ни прави жештина. Повише течности пиеме, се раниме колку што можеме, внимаваме низ храната, да не внесуваме масноти и тоа. До 10 сата од 11, после 11 нема испаѓање до 5, да мируваме течности да пиеме. Тоа. Дали ги почитувате? Ги почитуваме како зашто се прибирам. Сега за тоа се прибирам. Што поборано од дома. Не испаѓаме. Само кога морам леп зимам и се враќам веднаш. Течности, лесна храна и тоа е тоа. Високите температури се чувствуваат уште во раните утрински часови, па така граѓаните своите потреби препорачливо е да ги завршуваат што порано, а се препорачува доколку е можно истите да бидат и одложени. Синоптичарите пак за утре најавуваат заладување, што пак од друга страна за хронично болните и метеопатите ќе придонесе за нарушување на нивната здравствена состојба. Кавадарчани имаа можност да го посетат штандот на проектот Македонија вработува 2 и директно да се информираат за поволностите кои ги нуди овој проект, кој е продолжение на проектот Македонија вработува 1. Кавадарчани имаа можност да го посетат штандот на проектот Македонија вработува 2 и директно да се информираат за поволностите кои ги нуди овој проект, кој е продолжение на проектот Македонија вработува 1. Менка Гугулевска, представник од Агенцијата за вработување на Република Македонија, за пошироката јавност ги презентираше условите, начинот на аплицирање, критериумите и групите на невработени лица кои ги опфаќа проектот. Овој закон е со трајање од 1 година, така да овозможува исто на различни групи невработени лица да се стекнат со вработување, а и можност на фирмите да при вработување на нови лица да бидат ослободени од задолжително социјално осигурување за вработување на новите лица. Преку проектот Македонија вработува 1 се вработиле околу 19.000 лица, од нив најмногу од категоријата до 35 години, меѓутоа не заостанале и вработувањето од другите категории невработени лица. Во Центарот за вработување во Кавадарци, која опфаќа и општина Росоман, преку проектот Македонија вработува 1 пристигнале 240 апликации, а се реализирале 374 вработувања. Најголем број на вработување се појавува во категоријата на фирмите. Значи имаме фирми, мини фирми од 1 до 10, од 10 и понатаму, значи најголем дел. Значи околу 300 лица се вработени баш во оние фирми кои се мини или мини фирми кои што се до 10 вработени и некако најповолен е законот и тука е ставен акцентот да му се помогне на овие фирми да пораснат понатаму. Значи најголем дел интерес и досега сметам и понатаму со Македонија вработува 2 ќе биде во тој дел. Значи ни се битни нас фирмите да му помогнеме затоа што поголемите се во добра кондиција и помалку го користат овој закон. Како што информираше раководителот Борисов, најголем дел од вработувањата биле во помалите фирми, бидејќи поголемите биле во подобра кондиција и помалку го користеле овој закон. Најмногу се вработиле лица до 35 години. Со Македонија вработува 2 очекуваат надминување на таа бројка за вработувања.
Младите добија шанса за свој дом. Преку проектот Купи куќа за млади досега одобрени се вкупно 18 апликации, а се разгледуваат уште дополнителни 80. Деталите за ова ги има колешката Дијана Иванова. Комерцијалните банки разгледуваат 80 апликации на семејства кои имаат желба до свој дом да стигнат преку проектот Купи куќа, купи стан и Купи куќа за млади. До сега 18 семејства добија позитивни одговори на апликациите. Во банките во фаза на разгледување има уште 80 поднесени барања, кои треба во наредниот период да се обработат, а паралелно со тоа ние треба да продолжиме со работа на дефинирање на нови парцели за овој проект во општините, да работиме на процесот на изработка на урбанистичката документација, зашто владата предводена од ВМРО ДПМН помагаме при изработка на детални урбанистички планови и нивно финансирање. Овој проект покрај грижата за населението ја покажува добрата соработка на централната и локалната власт, велат надлежните. На 53 локации се обезбедени околу 7000 парцели каде ќе може да се градат куќи од проектите Купи куќа, купи стан и Купи куќа за млади. Ке работиме 53 локации, бидејќи во неколку општини ќе има по 2 или 3 плана. Но начално се договоривме со сите градоначалници, ние имавме координативни средби со сите. Се договоривме по една локација, односно по еден план секој ден. И тоа се направи, дека се подпишани протоколи со Агенцијата за просторно планирање, бидејќи најголемиот дел се прават преку нив. Познати се и парцелите каде Велешани можат да градат. Вкупно 400 слободни парцели се предвидени во ново проектираната населба кај спомен Костурницата и во местноста Трапезица. Од денеска социјалната парична помош на граѓаните кои ја примаат е зголемена за ветените 5%. Паричните средства во износ од 59 милиони динари се веќе обезбедени и со ова зголемување до сегашното зголемување од 2006 година изнесува 70%. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов изјави дека до крајот на месецот ќе биде исплатена и ветената постојана парична помош со зголемување од 5%. Средства во висина од 17 милиони динари обезбедени од државниот буџет. Спасов истакна дека владата води сметка и за останатите ранливи категории на граѓани, а за пензионерите најави дека во декември со ноемвриската пензија ќе биде исплатено ветеното зголемување на пензиите за 5%. Во текот на денешниот ден започна уредувањето на крак од улицата Невена Ѓоргиева Дуња, која се наоѓа во населба Тунел. Должината на улицата изнесува 150 метри, а дополнително на овој потек ќе се направи и паркинг простор со површина од 350 метри квадратни. Станува збор за улица која е многу важна за жителите од овој дел на градот, а која досега беше во лоша состојба. Започнаа градежни активности за реконструкција на крак од улицата Невена Ѓоргиева Дуња во населба Тунел. Во моментов на улицата се поставуваат ивичници и истата се подготвува за асфалтирање. Долга е 160 метри, а истата инфраструктурно ќе ја поврзи населбата Сивиот дом. Надлежните очекуваат градежните активности да завршат за 2 недели. Во моментов се изведуваат се поставуваат вичњаци околу дуж целата улица, за сето тоа да заврши на горните згради, односно популарно наречениот Сивиот дом, каде што ќе се изработи и паркинг простор од 350 до 400 квадратни метри, односно ќе се изасфалтира и оној горлив проблем на граѓаните на тие згради. Значи целокупната инвестиција согласно програмата на општина Велес, односно од Советот на општина Велес, ќе кошта 1.200.000 dinara. Покрај оваа улица, асфалтирана ќе биде улицата Павел Шатев. Шадиев и председателот на урбаната заедница Тунел, Дијан Гиновски, напоменаа дека со реконструкција на последните 2 улици во населбата, комплетно ќе биде остварено ветувањето за реконструкција на улиците, кои за жителите на Тунелот се приоритет. Скоро се привршуваат сите предвидени планови за 2016 што се дадени како приоритет од урбаната заедница да се реконструираат улиците. Останува уште Румена Хаджипанзова и дел од кракот Невена Ѓоргиева Дуња, кај што ги поврзува Хабидат со улиците Живко Фирфов. И со тоа целофатно ќе бидат завршени сите улици во урбаната заедница Тунел. Во населбата заврши асфалтирањето на улицата Роза Плавева, која започна да се асфалтира пред околу 2 недели.
Вчера општина Велес одбележа 65 години од смртта на народниот учител Панко Брашнаров. Во негова чест пред споменикот на плоштад Панко Брашнаров се одржа свечена академија во спомен на учителот, пошто се поклонија пред неговото дело и оддадоа почит делегација од општина Велес, представници на институциите од градот, Сдружение на граѓани и политички партии. Сакајќи да измијат од македонскиот народ десетвековниот робски срам од пропаста на самиловата држава, за да се роди денеска нова, светла и слободна македонска држава. Со свечена академија беше одбележана 65 годишнината од смртта на Панко Брашнаров, единствениот човек кој присуствувал на двата илиндани. Цврсто верувајќи дека неговата борба за слободна независна македонска држава завршува со победата над фашизмот. Општина Велес традиционално, како и секоја година, оддава почит на Панко Брашнаров, така и оваа година во присуство на неговата фамилија, односно неговите наследници. Ова е традиција за општина Велес, се надевам таа традиција ќе продолжи и понатаму, ќе трае за секогаш, бидејќи Панко Брашнаров тоа го заслужува. За делото на народниот учител на свечената академија говореше историчарот Илија Василевски, потенцирајќи дека одаваме почит на скромен, чесен и тивок велешанец кој целиот свој живот го посветил на Македонија, барајќи правда и достоен живот за селанецот и за работникот. Во своето излагање, меѓу другото, го искаже и неговиот идеал за создавање слободна македонска држава во рамки на низините географски и етнички граници. Панко Брашнаров заслужува значајно место во македонската историја, бидејќи, како што реков, представува еден од основоположниците на современата македонска држава и мислам дека македонската јавност, македонската држава треба да го почитува. На свечената академија на потомците на Панко Брашнаров беше врачена и спомен плакетата која тој ја добил на 2 август 1969 година по повод 25 години од првото заседание на АСНО, а му била доделена од страна на Собранието на Социјалистичка република Македонија во подпис на председателот Никола Минџов. Пред самата свеченост во ликовниот салон во Велес беше отворена изложба на документи и фотографии од Панко Брашнаров, насловена Панко Брашнаров од истакнат национален борец до жртва на комунистичкиот режим. Изложбата го отсликува животниот пат на Панко Брашнаров и неговите заслуги за создавањето на современата македонска држава, неговото родно место Велес, неговото образование, делувањето во периодот меѓу двете светски војни, а на 60 годишна возраст се вклучува активно во третата македонска ударна бригада за време на Народно-ослободителната војна во Македонија, а како најстар член и голем авторитет Панко Брашнаров, еден од човекот кој го отвори првото заседание на АСНОМ, а со тоа представува еден од основоположниците на современата македонска држава. И денес ликот на Панко Брашнаров е интересен за проучување на историчарите. Историчарот Ников е само еден од многумината кој се обидува да го расветлат ликот и делото на човекот чиј аманет за слободна Македонија живее во сите нас. Панко, народен учител, меѓутоа кој што скоро никогаш не работел како учител, ниту во времето на Кралска Југославија, па уште помалку за време на бугарската окупација, бидејќи не сакал да дозволи учениците да ги воспитува во духот на другите идеологии, дали тоа во српската или во бугарската идеологија. Свеченоста беше збогатена со концерт на револуционерни македонски песни во изведба на Ванчо Дарабунов. Нови 1000 работни места се најавени до крајот на годината. При контрола на патник на аеродромот Александар Велики во Скопје, мобилен царински тим откри 22 златници со вредност од околу $12,000. Ова се вестите од Македонија. Нови 1000 вработувања се најавени до крајот на годината. Инвестирањето на владата во технолошко-индустриските зони ја остварува својата функција. Отварањето на новите работни места и вработувањето на населението во новоотворените фабрики, домашни градежни компании кои ја градат инфраструктурата на зоните и капацитетите во нив се само дел од позитивните резултати и ефекти од овие владини политики.
Преку капацитетите во зоните се реализира стратешката политика на владата за намалување на невработеноста. Отворените работни места во странските инвестиции обезбедуваат нови директни вработувања, но и значителен број на индиректните работни места и поддршка на локалниот економски раст и развој. Последните податоци, заклучно со 30 јуни, покажуваат дека во рамките на овие капацитети се вработени 6050 лица кои што секојдневно одат на работа, а проценките, плановите, информациите кои што ние ги имаме добиени се од странските инвеститори говорат дека до крајот на 2016 година оваа бројка ќе порасне на најмалку 7100, што значи во најмала рака нови 1000 вработувања за македонските граѓани и обезбедување на екзистенција, истовремено обезбедувајќи намалување на невработеноста во нашата земја. Покрај директните вработувања во самите фабрики, за државата е значено и отварањето на нови работни места, како индиректни вработувања. Податоците покажуваат дека над 500 домашни компании соработуваат со фабриките отворени од странските инвеститори, кои се алоцирани во слободните економски зони, што значи директна или пак индиректна корист за илјадници работници во овие компании. Вчера околу 17 часот на аеродромот Александар Велики во Скопје, мобилен царински тим при контрола на патник открил 22 златника со вкупна тежина од 307 грама во вредност од околу $12,000. Според соопштението на Царинската управа на Република Македонија, на Скопскиот аеродром за влез во Македонија со лет од Рим се пријавило лицето со иницијали НР, македонски државјанин од Кичево. И покрај тоа што лицето се упатило кон зелен канал, каде одат патници кои немаат ништо за пријавување, селектирано е за царинска контрола. Непријавените златници се привремено задржани, а против лицето ќе биде поднесена соодветна кривична пријава. За многу прашања постигнат е договор, останува отворено само едно прашање, информираше посредбата евроамбасадорот Иво Орав, без да прецизира за кој отворено прашање станува збор. 4 политички партии и подписници на договорот од Пржино се сретнаа вчера, а средбата траеше доцна пополноќ. Орав напомена дека завршена е навистина значителна работа за која била потребно многу време. Многу прашања биле договорени, но се уште има едно прашање кое е отворено и поради тоа за жал не биле во состојба да стигнат до договор, односно партиите не биле во состојба да постигнат договор. Се надевам дека ќе продолжиме што е можно поскоро, изјави Орав. Партиските представници Никола Тодоров од ВМРО ДПМН, Радмила Шекеринска од СДСМ, Артен Груби од ДУИ и Мералију од ДПА посредбата не дадоа изјави за медиумите. Седум лица се повредени во синокешното невреме што ја зафати Москва. Грција денеска остана без возови поради 24-часовен штрајк на железничарите. Вестите од светот. Податоците на разузнавачките служби покажале дека 457 белгиски граѓани се дел од џихадистичката групација Исламска држава во Сирија и Ирак. Агенцијата Бета јавува дека забележен е раст на бројот на жени и деца, учесници во Исламската држава. Од вкупниот број, 288 белгици во моментов се наоѓаат во една од двете блискоисточни држави. За 90 се тврди дека загинале на фронтот. На границата во обид да патуваат во регионите на Судирите биле забележани 73 белгици. Властите во меѓувреме им ги одземале личните карти на 11 лица, за да ги пресечат нивните намери да се приклучат кон Исламската држава. Агенцијата Тањук јавува дека еден од лидерите на Исламска држава, Омер Ал-Шишани, е убиен во Ирак. Пентагон во март соопшти дека се верува од Шишани, познат како Омер Чечен, починал од повреди здобиени во воздушниот напад врз неговиот конвој во североисточна Сирија. Седум лица се повредени во синоќешното невреме што ја зафати Москва и предградијата проследени со град и силен ветер. 4 лица се повредени во Москва, а тројца во округот Можасјак. Руските комунални служби и Министерството за вонредни состојби ги санираат последиците од бурата, при што се вклучени околу 500 лица и 150 технички единици. Дел од улиците во Москва се поплавени, откорнати се над 300 дрва и без електрична енергија оставени 2 населби.
Приватизацијата на две железнички компании е причина за 24-часовен штрајк на железничарите од Грција. Поради штрајкот нема да сообраќа и метрото во Атина. Во меѓувреме, вработените во железничко-транспортниот оператор Трено се одлучија да ги продолжат протестите. Товарните возови исто така нема да сообраќаат до недела. Денеска имавме сончево и многу топло време со температури до 40 степен, а од утре низ целата територија на земјава се очекува дожд, грмежи и голем пад на температурите. Со оваа информација го завршуваме последното информативно издание за денес. Имајте пријатна вечер со програмата на КР.